Добродојавте во 105-то издание на Комкаст, подкастот за медиуми и маркетинг. Со вас денеска, како и во еден куп други епизоди претходно, Дарко Булдиевски. Се наоѓаме на почеток на летото веќе ни дојде, на гости имаме човек кој што ни дојде уште потопол град од него Скопје, во споредба со Скопје. Ке разговараме за SEO, но пред да го представам мојот денешен гостин и да ја представам, односно да ја воведам темата, која што веројатно веќе и двете работи ги читате во насловот на оваа епизода, да ги кажам оние процедурални работи. Значи, Комкаст е подкаст на комуникација.нет, кој што се трудиме еднаш неделно, беше еднаш неделно, сега малце со летово, со работа, со гужви го развлекуваме, со корони, со чуда врагови, ама тука сме негде околу еднаш неделно, излегува на комуникација.нет или на вашата омилена платформа за следење на аудио подкасти, што ќе му каже Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, или таму како ќе му да Apple Podcast и Anchor. Deezer не знам дали го кажав. И на Deezer не има. Или ако веќе толку многу сакате да не гледате, тогаш може да не гледате на YouTube Комкаст. Конечно, пред некој ден сватив дека кога ќе укуца човек Комкаст на кирилица, ќе ги извади епизодите, затоа што долго време Google не мешаше со Comcast, американскиот, нели, тој ТВ, што и да е бродкастинг канал, и никако немаше шанси, дури ја најавен регистриран како админ на YouTube и се, не ми даваше епизоди од Комкаст. Пред некој ден сакав да го демонстрирам тоа и коза белја нормално, нели, се смени. Ова да речеме може да биде совршен вовед во темата денеска. Зборуваме за SEO или SEO или Search Engine Optimization или оптимизација за пребарувачи. И мој денешен гостин, односно соговорник е Бранко Илишев, еден од основачите, односно коосновач на SmartClick. Бранко, добре дојде. Добре дојде, Дарко. Мило ми е што сум дел од Комкаст. Со Бранко го следам долги години, 2-3 најмалце, ми се чини вака по интернет, по LinkedIn, по вамо по таму, и ми е еден од оние, да ги наречам, тајни оружја, кои чијшто линкови знам да ги украдам и да ги споделам во преглед во петок или некаде на друго место. И обично тоа е првата квалификација која што, нели, треба човек да ја направи за да почне да влезе во радарот за гости за Комкаст. Особено затоа што работи долго време SEO е една од темите кои што мене на срце ми лежат. Никој пат не сум стигнал да бидам SEO као нешто експерт, да стигнам многу да работам, меѓутоа исклучително многу што од сам почеток кога ја влегов во полето на диджитал, ме фасцинира и ме воодушевува, и секој пат и на студентите кои им предавам и на било кој други едукации викам као SEO и аналитик, значи тоа е real deal. Ова друго може, не може, милни во ова е суштината. Бранко, ти си во SEO светов веќе 10-11 години. Почнав како, да работам на собствени проекти, многу неуспешни, многу успешни проекти, и после веќе 5 години искуство на мои проекти, почнав да се бавам професионално со клиенти, нели, платформа која ја користев беше Upwork, па така се покажав на светски пазар, па после некоја година, после 3 години, соберено искуство со клиенти од надвор, одлучив да формирам компанија со Милан и така да ги споиме нашите две експертизи, кој он е веб девелопер, а јас како SEO, и да понудиме нешто сосема различно од обична SEO агенција, тоест оптимизиран вебсайт за клиенти. Имам две прашања тука што ми се отварат. Прво, твои проекти, тие ги почна за да научиш SEO, ги почна па свати дека постои SEO и дека ти треба и дека ти е важно, или како да таа прика? Па искрено, интересна е приказната. Требаше да одам за Америка како студент и со цимерот почнавме, тој почна нешто да работи, прочитал нешто и вика гради линкови на твои веб страни, ово, оно, знаеш, ќе ранкираш на Google, и се беше тест, значи, уште не ми беше познат зборот SEO, тоа го сватив дури после 2 години, бидејќи се беше
Тоа е прав SEO експерт. Прво почиња со link building, па Да, после да, да да. Значи, епта ни интересно и знаеш, факултетот дори го баталив, бидејќи тоа ми беше некако поинтересно. SEO и како што можеш да видам дека сум ја направил барем јас точната, тоест сум ја донесол добрата одлука, но не мора да значи нели дека е точна одлука. 10 и кусур години во SEO свет. Јас знам дека е екстремно динамичен свет, екстремно онаков компетитивен пазар и свет. Ти досадило во некој момент? Си помислил кој доста е веќе ова или... Па искрено не е нешто, тоест се среќав со разни клиенти со различни проблеми, значи не е нешто, пример, што секоја веб страна си треба исти промени, исти очекувања да има секоја веб страна. Се е тестирање, нови предизвици. И за сега барам, мислам, немам. Кога кажуваше за Smart Click, нели рече како направивме еден различен тип на SEO компанија, агенција. Што значи тоа дека останатите традиционални или класични SEO агенции не нудат и development, не го имплементираат тоа што ќе го направат? Како оди тој свет сега, да речеме? Најчесто работите за американски пазар, ако не се лажам, или? Американски, Канада, Австралија и Велика Британија. Англиско говорно подречје. Како сега изгледаше тој процес во смисол на улогата на SEO, можеби некогаш, можеби сега во целиот тој склоп на активности? Па, искрено, пример, кога еден клиент има веб девелоперски тим и ти на него ќе го пренесеш твоето знаење, твојата експертиза, во повеќето случаи девелоперскиот тим ти враќа као демек тоа не е точно, нивната експертиза, нивното... Ти ќе ми кажеш. Да, ти ќе ми кажеш на мене. И затоа го земав, тоест со Милан, решивме да направиме, тоест заедно соработка, каде што веб девелопмент ќе почнеме прво со SEO планирање. И од таму градиме веќе подобра структура на веб страна, исто добро видлива за луѓето, за читателите, но и лесно разбирлива за Google. За Google бот. Што значи сега вие кога продавате услуги, вие не продавате класично SEO услуги, него продавате вие развој, development со вградени SEO, нели, вградена SEO стратегија. Како тргнувате? Пошто за да го фатиш клиентот ти и да му го изградиш сајтот со, нели, разработена и паметна SEO стратегија, треба да го фатиш многу рано. Или преправате постоечки. Па, бидејќи имаме in-house девелоперски тим, прво правиме технички анализи и имплементацијата на веќе постоечки вебсайт го правиме ние. Така. Да. Значи сепак за SEO ве бараат луѓе, не ве бараат за development, него ве бараат за SEO, само зашто вие викате, окей, фул, ние ќе го завршиме и ова не треба да... Па да. Добро. Интересно затоа што нели многу често сме се наоѓали и ние во некои ситуации во кои што клиенти ќе дојдат ќе ти кажат ми треба се оптимизација, при тоа и ние не сме имале пристап воопшто до сајтот на брендот на компанијата. И ми кажеш добро, ќе ти направам анализа, ќе ти го давам документов и после тоа што ќе направиш ти? Твоја работа. Да. Како се соочувате со моментот одговорност? Значи со моментот на ветување на резултати, исходи и слично. Колку лесно тешко го прифаќаат луѓето тоа? Па искрено ветување е тешко да се гарантира, но сепак ветуваме подобра видливост од моменталната. Бидејќи знаеме дека никој не може да ветува прва позиција поточно или први 3 позиции на Google, бидејќи не ги контролираме ние, туку Google алгоритмот. Па дефинитивно не може да се ветува нешто што не го контролираш ти, па затоа гарантираме подобра видливост од моменталната. Како е однесувањето на клиентите низ годините, значи на компаниите кон SEO? Ајде пак се тоа некои поразвиени пазари на кои што вие функционирате или ти си работел. Има ли промени, има некои позитивни, негативни трендови, подеми и падови на актуелноста на SEO и слично? Па заинтересираноста расте, но имаше пример пред 2 години голем пат. Луѓето кои инвестирале веќе во SEO,
веќе биле на некој начин казнете од страна на Google, па истите веќе нема доверба во SEO компанија. И тука имаше пат на тренд, но пак низ годините, тоест веќе е познато дека без Search Engine Optimization не би можел тој како бизнис да просперира. Тоест, ако се плаќа за резултати, за први позиции, не би му бил толку исплатлив самиот бизнис. Значи, Хајде вака се едно по-базично прашање, кој вие не беа ништо потребно, пошто на таму ме однесе моветот. Дали значи дека вие можете во моментов сега прецизно или по-прецизно да измерите колку ресурси, колку пари, колку време сте потрошили и колку сте добиле назад. Значи, онака да изолирате сценарија во кој што може да кажете, ете, со вложени, не знам, $100, ние успеавме да вратиме назад $150 на компанијата. Па да, ние правиме проекција. Пред секој пример, прифатен клиент, ние правиме прво ресерч на маркет, ги истражуваме пребарувањата, дали има заинтересираност за продуктите или сервисите кои ги нуди нашиот потенцијален клиент, и врз база на тоа правиме проекција, пример, за 6 месеци, кои се нашите очекувања, на кои позиции може да ги донесеме, тоа може да го гарантираме, што се вика. И врз база на таа проекција се прави план за, после кој месец може да се врати таа инвестиција. Значи, многу се испреплетени овие работи и сега прашањето ми е дали вие како SEO експерти, кога земете да работите клиент, всушност имате за цел да го донесете само посетителот на веб страницата, или сте одговорни и за бројот на конверзии, за стапката на конверзии, оптимизација на таа лендинг страница после тоа? Па да, уште на самиот почеток ние ги делиме, тоест клучните зборови на transactional, тие кои луѓето кои го користат одреден клучен збор се бараат да купат нешто, и го анализираме исто трафикот на вебсајтот. Тоест, не ни е цел на нас, како што рече ти, само да донесеме трафик, тоест посетители на веб страна, доколку не направат некоја трансакција за нашиот клиент, не станат потенцијални клиенти, не сме задоволни од самата. Колку често работите со други тимови? Значи, некој што прави, не знам, содржина, некој што треба да оптимизира процес позадина, не знам, флоу некаков кој што следи после доаѓање на вебсайт и така натаму. Или гледате да вие го преземете комплетно тој дел. Го кажувам ова затоа што уште пред многу години во основа SEO-то стана комплетна маркетинг работа. Не е дека сега ти, ќе го изолираме тимов SEO, кој што работи само некои таму технички мамбо-джамбо ствари, за да се појаваме подобро, туку едноставно цели кампањи смислува SEO тимовите, барем оние кои што јас сум комуницирал низ годините, со цел да нормално се дигне рангот, ама на крај се сведува тоа на маркетинг, не само на SEO. Да, точно е, значи SEO не е нешто само, тоест да направиш за да ранкираш на Google, мора да го заинтересираш купувачот, за да тој конвертира. Мора да му ги прикажеш барањата кои тој ги поставува на Google. Пример, прашања, ти му нудиш одговор. Доколку бара некоја информација за продукт, ти мора да му ја дадеш најрелевантната информација. Тоест, тоа е се цел план за да се дојде до добар резултат на Google. Луѓе најчесто се прелажуваат и мислат дека SEO ти е преку ноќ сега. Ќе направам ја некои финти, трикови, тука ќе ставам кодови, ќе закачам линкови таму преку некои бази и готово си постигнал нешто. Всушност, основа SEO е, ја ќе ја наречем така, досадна, повторувачка, макотрпна работа која што бара многу посветеност и многу долга работа. Колку низ годините се променил односот на компаниите од тој аспект? Значи, колку знаат што да очекуваат? Па да, секоја година, после секој Google алгоритам, одреден дел од компаниите велат SEO веќе не постои, само затоа што не ги следеле прописите на Google. Најделе некој трик, го употребиле и после 6 или 1 година не работи веќе. Веќе
поголема е свеста кај самите компании, тоа е SEO агенција, да го нудат тоа што Google го препорачува, да ги следат правилата на Google и на тој начин да дојдат до подобри резултати. Поголем дел од компаниите веќе не користат тие недозволени трикови или багови кои Google се уште ги има. Агенција наспротив in-house тим. По развиени пазари веројатно може и тоа да си дозволат. Кои се предности, кои се недостатоци и на што најчесто се одлучуваат денеска луѓето? Па да бидам искрен, да се врнам јас на пример 4 години, размислував дека еден SEO човек може да работи се. Но кога ќе ти дојде клиент со 500 пример категории, сваќаш дека не можеш да постигнеш се. Дали да почнеш да работиш link building, дали контент стратегија, дали анализа на трафик и слично. Така да преферирам да биде outsourced тим. Тоест цел тим, да не биде one person човек. Значи, како in-house тим, пример, самиот клиент доколку вработува in-house тим не е свесен дали луѓето кои ќе ги вработи се точните експерти и ја разбираат работата, додека зад SEO тим сепак стои некој одговорен и го ризикува неговиот бренд за резултатите што, пример, треба да се донесат за одреден период. Кој е да речеме, на страна нели промена на алгоритми и слично, ќе го зборуваме тоа за кратко. Ме интересира кој дел од SEO-то, пошто има еден куп различни сегменти во самото SEO, во смисол на што се можеш да работиш, ти некој од нив само и ти ги делумно ги наведе. Кои се, да речеме, во моментов актуелни сегменти, струки, подкатегории на луѓе, на вештини кои што се бараат најмногу, кои што се на цена најмногу во моментов, во рамки на SEO? Па, како струка, најбарана е Head of SEO. Има 10 различни називи на SEO, пример консултант, SEO консултант, SEO експерт, SEO специјалист, Head of SEO и пример, SEO менеджер е исто како Head of SEO. И сега, ако работи Head of SEO, мора да има тим под него и, пример, тој содржи, пример, тим од 5 души и еден има SEO executive кој прави link building, контент човек кој го планира контентот, друг аналитичар, а тој само ја воспоставува самата стратегија. Head of SEO. Значи, и во моментов тие луѓе се во суштина најбаре. Аха. Добро, окей. Некако не знам зошто, ама под влијание на сите овие сега актуелни промени и нели нови наводно алгоритми и слично, кои што Google нели кога ги најавува, па се повлекува, па ги најавува, па ги пушта, па не ги пушта, имав чувство дека некако малце побарано кај оној техничкиот дел. Не знам зошто. Ама добро, видиш, интересно е тоа, пошто ја не го размислувам на тоа како тим, нели, кај нас сите се експерти за се, така да. Еден човек експерт за се. Колку време му треба на еден човек за да стигне, нели, како оди патот на кариерата за SEO? Значи, не знам, од кај тргаш, кај завршуваш? Па да, значи, моја предвидување, пример, еден SEO, солиден SEO човек би научил за нешто повеќе од една година и пол. Како препорака мора да се почне од некој курс, тоа дефинитивно, некој да те воведе во тоа, да ти ги објасни почетните мерни единици кои Google ги зема во предвид, па потоа е само тестирање. Ај сега да се вратиме на една тема која што ја зборуваме. Значи, која што ја спомнавме неколку пати. Трендови, денеска. Значи, во некој момент, баш она од прилика кога ти велиш нели дека SEO-то било умрено, дека не биле загрејани многу луѓе, бла бла бла, се чини дека тоа беше во некој сегмент, барем мене така ми се гледа, под влијание на social media и на доминацијата на social и така натаму. Значи, кога social почна да носи резултати во поглед на продажби, конверзии и слично.
Google се враќа. Google се враќа во смисло тоа дека повторно нешто променува, повторно актуелна тема, повторно нели значи чекај сега ќе има нов поредок на резултатите и слично. Оваа година особено во неколку наврати нели као пушти, закачи беше приказката. Core Web Vitals, така се викаш? Никој пат не сум сигурен дали ќе го погледам редоследот на зборовите. Значи, ако допред година дена на сите им зборувавме брзината на вебсајтот, сега тоа има многу ново фенси име, се вика Core Web Vitals. Тоа е едно нешто што е најактуелно и ништо друго не е битно оваа година, или? Па, сите се фокусираат на тоа, искрено тоа е само, тоест ќе стане еден ранкинг фактор меѓу илјадници други. Google само го најави Core Web Vitals и дека тоа ќе стане ранкинг фактор и сите, тоест сите што работат SEO дигнаа фама околу тоа и занемаруват сите останати ранкинг фактори. Пример, оптимизиран контент, технички спремна веб страна, mobile responsive вебсайт и сите останати фактори. И мислат дека ако ги оптимизираат Core Web Vitals, ќе добијат некој голем резултат, ќе добијат ептен зголемен трафик, само врз основа на поправени Core Web Vitals. Што се вклучува тој Core Web Vitals во себе? Relative Layout Shift, First Input Delete, Fit CLS, Layout Shift Interaction и Fit беше First Input Delete. Добро, се што успеав ја да сватам дека Google сега им дава фенси шменси имиња на своите работи. Уствари, веројатно сака да си спакува уште една тајна која што нема може така лесно да му ја менуваат, да му ја пробијат односно. Ајде вака, значи ми изнакажа еден куп краденки, се обидам да следам и ќе се обидам вака од околу да се обидам да кажам интерпретација. Во основа тоа значи дека брзината на вчитување, брзината на првата содржина што се вчитува, брзината на интеракција, значи од кога ќе отвориш страницата, корисникот колку време треба за да стапи во интеракција со веб страницата и уште нешто пропуштам веројатно, ама не знам што. Имаше уште едно што го кажа. Значи ќе се трнеме на страна од овие технички мамбо-джамбо имиња фенси кои што сака Google да ги наметне, со тек на време ќе му ги откријат сите детали, така да ќе ни станат јасни. Оно што сакам следно да те прашам е како се соочувате со предизвикот да тим во Струмица, кој што број 5-6 луѓе сега, веројатно има потреба и ќе има потреба да расте, пошто дискутиравме дека расте поборувачката за овој тип на услуги. Кој е, да речеме, пристапот, филозофијата внатре во вашата компанија за регрутирање на нови луѓе и за едукација на нови луѓе во теме? Значи, битно ни е човекот кој ќе биде дел од тимот да биде заинтересиран за SEO, да гради SEO кариера во нашиот тим, да биде, тоест, да сака да научи, да краде, што се векат, труд. Што значи да биде заинтересиран за SEO? Значи, тоа значи да има претходно некакво искуство или едноставно да го привлекува таа тема? Што ако не знае што е SEO? Па да, се среќаваме со чести апликации, но луѓето сакаат да научат нешто повеќе за SEO, сакаат да почнат кариера за SEO и ние го нудиме тоа. Па да учат од поискусни, како мене, како некој од тимот кој веќе е специализиран за одредена област, пример link building, content strategist или SEO strategist, да ја воспоставува стратегијата на... Која е твојата специјалност да вие што ги набрави? Па технички. Технички? Да, technical SEO. Ти си и по струка техничка наука или не? Мислам... Па по струка, да, техничка наука. Добро. Има ли конфронтација помеѓу тие различни тимови, контент, техникал, линк билдинг, значи тука постои ли некое ривалство, некое препукување? Ја не сум начекал, баш ме интересира. Па нема некое препукување, туку еден без друг тим не може да работат.
Тоест стратегијата се носи врз база на сите истражувања што ќе ги најдеме и се дефинира, примери технички, се припрема веб страна врз претходно направени анализи. Link building се права врз база на контент стратегија. Постои ли во моментов сега некако лесно и брзо решение кој CMS е најдобар од SEO гледна точка, кој е не е добар од овие популарни да се избегнува или да не се избегнува? Па искрено да кажам, не сме виделе некоја разлика од CMS доколку е добро искодиран. Доколку, пример, еден CMS како WordPress не користи многу плагини, само за да изгледа убаво веб страната. Да не прави технички проблеми. За разлика, нема разлика се додека е добро среден вебсајтот. Е направен од вистински професионалци кои ја разбираат платформата. Колку има простор да се работи SEO, да речеме, на платформа како Spotify, на платформа како, значи некои такви, Wix и слично. Не знам дали можеби сте имали искуство во минатото или не, пошто од аспект на содржина, окей, јасно ми, имаш простор, можеш. Меѓутоа технички се зависи веројатно од тоа како е изграден кодот. Google го гледа дека е Spotify, не Spotify, Shopify. Реков Spotify? Да. Молим, Shopify. Мислев на Shopify, главата од Spotify ми е. Мислев на Shopify. Он го гледа дека е кодот на Shopify и едноставно него не интересира, дури може да не е најидеалниот код, ама Shopify за него е доволно окей. Сте го осетиле тоа? Па да, значи платформа како Shopify се грижи за самите корисници, тоа е за нивните клиенти. И тие работат на технички да ја направат најдобра SEO платформа во моментот. Така да мислам дека моментално како e-commerce е број 1, иако многу кои го работат SEO ќе ми се спротивстават на тоа, но сепак јас дефинитивно, нели, како платформа би ја препорачал Shopify наместо Magento. Magento е сосема друга приказна како e-commerce вебсайт и многу потешко за оптимизација за разлика од... Особено сега кога Google најави некоја подлабока интеграција со Shopify, може да се очекува уште поголема разлика. Да. Тоа е еден вид како маркетинг, мислам, што го имат направено Google со Shopify за да привлечат што е можно повеќе корисници, а и не дека не се знае дали ќе добијат некој бенефит од тоа. Добро, Google никој пат нема да каже правите продавници вие на Shopify, јас ќе ги рангирам вашите производи подобро, ама може да каже ќе дадам опција да се воведе во мојот шопинг дел, Google шопинг делот, многу полесно интеграција и слично со Shopify во споредба со некој друг. Така да, ако он ти понуди со едно копче интеграција у тие некои 150.000 нивни ресурсни места, јасно е колку е саат. Да. Добро, кој, да речеме, денеска е најзагреан за SEO? Кои индустрии, кои компании, кој тип на компании се најзагреани? Кои воопшто онака им спласнало, им поминало? Дали имате вие во работата можеби некаква насоченост? Во смисло тоа можеби сте за игри, можеби сте за, не знам, забари или нешто слично? Да, па ние како компанија си имаме дефинирано клиент кој сакаме да ни биде, нели, идеален клиент, да. Тие се SaaS компании за нас, но најзагреани се e-commerce вебсайт. Кај нив дефинитивно и најбрзо би можеле да очекуваат резултати, но нема веб страна, тоест нема индустрија која не треба да биде загреана за SEO. За разлика од e-commerce, кај SaaS компаниите на софтвер за сервис компаниите, веројатно тука содржината и богатство на буквално пренатрупана содржина е еден од клучните фактори, пошто ја не сум приметил многу e-commerce сајтови да се борат да добијат таков тип на трафик, за разлика од софтвер за сервис компаниите. Постои ли тимови, постојат ли тимови агенции кои што се специализирани само за еден или само за друг тип на оптимизација? Да. Постојат и тоа многу агенции од Македонија се специализирани само за e-commerce
вебсайт и тоа одреден, пример, тип на платформа. И тие преферираат и работат само со e-commerce. Знам за еден тим за Magento што работи повеќе, ама не знам за други. Па да, има Нето, и тоа доста обемна компанија, со доста добри резултати кои ги постигнуваат, и може да кажем дека дефинитивно се едни од подобрите во светот за e-commerce SEO. Аха, одлично. Треба да ги најдам кои се што се да ме поврзеш. И тоа ми го отвора прашањето, постои ли критична маса во Македонија која што работи SEO, со која што можеш да размениш искуства, нормално има глобален пазар кај што можеш да размениш искуства и се, меѓутоа ете поддршка, да пронаѓање на луѓе, инвестиција во едукација на пазарот. Значи колку соработувате, колку се разменувате, да речеме? Па да, има група на луѓе кои стриктно се бават SEO и го гледаат SEO како живот, што се велат, што заработуваат само од SEO. Често споделуваме, правиме брейнсторминг, се надоградуваме, споделуваме искуства и затоа мислам дека сите со споделување на разни искуства сите растеме со тоа. Го зголемуваме нашето знаење околу SEO. Се договоривме на почеток дека ќе рчнеме една тема која што е така маце непопуларна, односно не е баш толку многу, нели, розева за зборување, тоа е SEO и локалниот пазар. Значи Македонија. Накратко, јас си го кажав мојот став, тоа дека е претерано лесно денеска да бидеш, нели, на висока позиција за огромен број на пребарувања во Македонија. Меѓутоа немаат ни преголем интерес компаниите, освен во, да речем, изолирани ситуации, затоа што бројот на пребарувања генерално е мал, во смисол на вкупниот обем на трансакции и слично, или ние не го гледаме? Па дефинитивно ние не го гледаме. Луѓето кои имаат некаков бизнис воопшто не знаат за што станува збор, не се добро информирани за тоа и мислат дека тоа е нешто нели невозможно, нивната компанија, тоест не се ни свесни дека тие нивната компанија може да ја излистат како резултат на Google за одреден за сервисот кој го нудат или продуктот кој го продават. Се уште е многу мала свеста кај луѓето кои имаат бизнис во Македонија за органски трафик кој може да придонесе многу за нивниот бизнис. Не се свесни за целиот потенцијал кој го нуди Google. Овде кривица гледам кај нас ние што работиме SEO, што не споделуваме многу информации за македонски пазар. Главни виновници се луѓето кои работат SEO и едноставно не ги информираат луѓето кои имаат бизниси во Македонија. Оддали ова значи дека, не знам, ако речеш ти сега ќе одиме во индустрија со, не знам, мебел или ќе одиме, не знам, куински апарати, помагала, што и да е, дека за 3 до 6 месеци можеш да дуплираш продажба не само од органски, него да речеме генерално. Па да, дефинитивно дека може да се дуплира, може и побрзо бидејќи многу мал дел од компаниите работат на SEO, бидејќи луѓето кои го пребаруваат продуктот ќе влезат на пример 10 резултати, ќе ја најдат најдобрата цена и ќе одат од таа, доколку не е e-commerce вебсайт, ќе одат од таа локација или Правевме некакви мини истражувања за еден сегмент на пазаров и свативме дека бројот на пребарување е сериозно голем, меѓутоа да речеме со некои 60-70 пребарувања месечно за одредена индустрија, нема да ја спомнам која е намерно, ама тој обем на пребарување се повторува пута 4. Значи, од помеѓу 40 и 70 месечно, пута 4. За секој од топ 4 компании и брендови посебно. Значи, никој не ја бара категоријата, туку го бара брендот. Имаш тие таблирани брендови на пазар и луѓето под предпоставка дека нема да најдат ништо конкретно, сега идам, не знам, у Tinex, идам у Vero, идам у Ramster и, нели, ја не гледам сега, не пребарувам зејтин, него пребарувам Tinex и идам на Tinex и си купувам од Tinex зејтин.
свативме дека нема толку многу long tail пребарувања, нема толку многу, нели, конкретни пребарувања, туку има многу повеќе бренд пребарувања. Дури и кога бараш производ, ти го бараш заедно со брендот. Јасно ми е дека најголем дел од тие 40, 50, 70 пребарувања всушност се затоа што те мрзи да укуцаш у браузер горе директно у URL-то, па го куцаш, нели, не знам, бренд празно место com празно место mk, затоа што никој пат не се сеќаш како било, па те отварало, не отварало, па си викаш чекај, нели, така е нормално, ќе си пребарам ја и ќе се кликнам и така натаму. Ама сепак мислам дека тука треба да се направи филтрирање позадина, да се види колку се де факто вистински пребарувања, што направил корисникот, што не направил, бла, така натаму. Да се изгубив ја, нема прашање. Има пребарувања, не се пребарувања кои што може јасно ти кажат што бараат луѓето. Па да, премногу општи прашања поставува. Пример, ќе земам некоја индустрија, пример, еве, за маса. Луѓето пишаат маса онлайн, пример. И бидејќи има толку многу неоптимизирани веб страни, може да се појави некоја страна, пример, што нуди некој друг продукт, што е сосема различен од продуктот кој го бара самиот купувач. Имаме ние пристап, следиме некое време веќе автогуми. И значи имаш гуми, пребарување, само гуми, и као да ќе излезе тоа што да излезе, имаш као автогуми и имаш евентуално еден бренд, само се појавува како доминантно као пребарување, Сава. И тука завршува приказката. Значи, многу ретко имаш ти модел, многу ретко имаш ти, и нормално имаш брендови. Не знам сега кои се таму што продаваат гуми, автогума или како и да се викаат брендовите, не е битно, не е важно. И имаш пребарување на брендови. Значи, многу ми беше интересно затоа што освен ти викам Сава, и тоа не со модел, него као бренд, друго ништо не испливува нагоре. Значи, луѓе се пишат гуми и тука завршува приказката. И сега ти треба да се оптимизираш на гуми. Значи, ништо по-конкретно од тоа. Како може тоа да се промени? Како да речеме, може да се очекува кога и под кое влијание да се очекува корисниците да почнат да пребаруваат нешто по-конкретно? Кога ќе се појават повеќе конкуренција, па борба за резултат, па нема да го најде релевантното или? Па искрено тоа е човечки фактор. Луѓето размислуваат многу генерално и бараат информација, пример за гуми, и кога ќе влезат на самата веб страна, таму да си го категоризираат нивното барање. Дали тере Сава гуми, дали тере некој друг бренд на гума. Значи тоа е само за, мислам, Македонија како држава, како, нели, малку покасно кај нас иде трендот, но мислам дека во следните 5 до 10 години голем број од луѓето ќе почнат да го категоризираат своето пребарување, својата потреба на Google. Баш би сакал да се појавите за, не знам, година-две вие или било кој од другите SEO експерти во Македонија кои што работат за надвор и многу добро го познаваат овој сектор и да кажат еве показна вежба, го земавме овој шоп или овој сајт, го средивме и сега што и да пребараш као доминира ненормално многу, дуплирал продажба, зголемил задоволство, искуство и така натаму. Затоа што од свое искуство знам дека многу малку е потребно за да се направи разлика. И тоа сериозна разлика. А тек можам да замислам кога некој човек што 10-15 години работи за глобален развиен пазар, кога ќе седне на кратко да спреми добра стратегија, таква разлика може да направи. Кој е твојот личен или предизвикот на SmartClick за следнава година што ја гледаме пред нас? Значи од аспект на работа, од аспект на постигнување, од аспект на клиенти или што и да е? Па нормално, како секоја агенција, наша цел е да растеме, како растеме ние, така да растат нашите членови во тимот. Сакаме да бидеме експонирани на високо ниво во SaaS индустријата, сакаме, тоест цел ни е, а се движиме на права патека, да станеме број 1 во светот за SaaS бизниси. SEO за SaaS бизнис. Кај сте сега? Вака грубо кажано. Па, грубо кажано... Топ 10, топ 100, топ
1000... Па, на глобално ниво, мислам дека веќе сме позиционирани по квалитет на меѓу топ 100. Супер. Посакувам среќа и јас претпоставувам и се надевав некако потrebno дека ќе има малце поконкретни прашања, некои tips and tricks дека ќе се откријат. Ама секој пат постои друга шанса. Значи, ја ги следам твоите објави редовно и гледам онака колку длабоко навлегуваш у темите и какви дискусии отвараш и баш уживам. Ама кога ќе тргне да зборуваме за локална публика, секој пат онака еден чекор на назад правам и чекај се општо ќе правиме мојот, пошто сваќаме дека луѓето него, значи ако почнеш ти ептен техникали да им навлегуваш, ќе имаш публика од 5, вака ние имаме публика од 50 или дај Боже 500. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. И до некоја следна прилика, биде ми поздравен. Мило ми беше. А вие, драги слушатели и гледачи, што и да сте, ако ви се допадна овој муабет, се надевам дека ќе се охрабрите и ќе поставите некое прашање и ќе го обврземе Бранко да биде конкретен во своите пишани одговори, каде да го начекате овој комкаст, така да пукате оно што ви тежи, оно што сакате да го кажете или можеби сакате да се опробате во ЕСИО светот. Ви благодарам многу за вниманието, а ако го гледате ова на YouTube, ме молам кликнете лайк, шер, subscribe, тоа како му доаѓа редоследно. А ако не слушате на некоја од другите аудио платформи, нормално стиснете follow, subscribe или како и да се вика тоа копче. Поздрав од мене, до следната прилика. Чао!